Facebook профилот на Доналд Трамп засега останува блокиран. Ова би требало да испрати порака до светските лидери и до другите познати и влијателни личности кои ја користат социјалната мрежа. The same rules that apply to all Facebook users should also apply to influential users. Influential users should not be judged against a separate set of rules. Но одлуката отвора повеќе прашања. Кои се всушност тие правила и која е границата меѓу слободата на говор и моќта на технолошките компании? Надзорниот одбор на Facebook, кој е квази независно тело сочинето од новинари, адвокати и активисти, утврди дека социјалната мрежа постапила исправно кога го блокирала Доналд Трамп по јануарските нереди во Конгресот. Одборот одреди рок од 6 месеци за Facebook да донесе конечна одлука околу суспендирањето на неговиот профил. Facebook had sort of punted the decision to the oversight board, putting Trump in an indefinite suspension and kind of leaving it to the oversight board to make the final call. But the oversight board is punting right back to Facebook and saying, no, this is on you. You need to clarify your policies and then decide whether this man meets them or not. Одлуката најде намешани реакции. Конзервативците го критикуваат Facebook, а другите велат дека тој требало да добие трајна забрана. Доналд Трамп без конкретен коментар, но упати општа критика до технолошките компании на неговиот нов вебсайт. Од Центарот за демократија и технологија велат дека во прашање е комплексен однос меѓу слободата на говорот и заштитата на граѓаните. In international human rights law, there is strong protection for freedom of expression for everyone, but there's also a recognition that some kinds of speech can actually lead to real-world violence. Препораката на одборот, сметаат дел од експертите, е чекор поблизу до креирање на построги правила, што е особено важно во земјите со кревки демократии. They need to take a careful look at those policy recommendations because civil society and our own organization has been saying the exact same thing for so long, and it has been ignored, with the result being death and damage to democracies. They have their values, they need to live up to them. Топката е префрлена во рацете на Facebook. Компанијата се уште нема одлучено дали ќе направи промени во своите правила за објавување и дали ќе блокира профили со лажни вести и дезинформации, дури и кога доаѓаат од познати личности и светски лидери. Facebook има над 2,8 милиарди корисници или речиси половина од светското население. Останува неголема и највлијателна социјална мрежа, па неговиот пример веројатно би го следеле и другите. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.